Градот Струмица е во градежна инвазија. Во последниве неколку години се забележуваат голем број на стамбени и деловни објекти кои никнуваат на територијата на општина Струмица. Интересот е доста голем за купување како и за изнамување на стамбен објект. Најголем интерес има за купување на станови, додека продажбата на куќи е со многу мал интерес. Најчести купувачи се наши луѓе кои се во странство, така да иако се продадени, сепак голем дел од стамбените објекти се празни. Доколку стамбените објекти се наоѓаат во централното градско подрачје, цените се од 600 евра на квадрат па нагоре. Па искрено да ви кажам, моментално заинтересираноста за становите е доста поголема за разлика од куќите. И може да се каже дека сепак становите ги купуваат нашите граѓани од страна. Значи, повеќето од стамбените згради се веќе продадени, но секако нема луѓе во нив. Значи, сите станови се продадени, но многу малку се користат. Значи, има заинтересираност, но повеќе од граѓаните од страна. Доколку се работи за нови станови, цената е 750, 700, 600, зависи дали се наоѓа во централно градско подрачје или се наоѓа на крајот од градот. Додека кај постарите станови, што е најжално во случајот, некако се достигна цената на продажба, например, со новите станови, така да и старите, половните станови, да речеме, веќе дојдоа до цена од 550 до 600 евра, зборуваме за центар. Кога станува збор за периферијата на градот, се наоѓа околу 450 до 400 евра од метар квадратен, но многу тешко. Според Динева, во Струмица најголем недостаток е малиот број на станови со мала квадратура. Па искрено, куќи имаме доста, значи за продажба станови не. Доколку би имале најголем недостаток според нашите тврдења и видување на пазарот е дека ни фалат многу помали станови. Значи има млади брачни парови, например, и луѓе постари што остануваат сами, им фалат помали станови. Додека кај нас, например, се градат станови, но се 70 до 80 квадрата, што навистина е премногу голем стан за двајца луѓе и има навистина голем недостаток од тие станови. Еден од најголемите проблеми кај приватните фирми за недвижност е нивната заштита, бидејќи во моментот се врши продажба без никаква евиденција од страна на државните органи и се губи смислата на постоењето на ваквите фирми за недвижности, кои продаваат и посредуваат при продажбата на стамбени и деловни објекти. Тие се надева дека во најскоро време ќе се изгласа законот според кој самолиценцирани агенции ќе може да посредуваат при продажба, а со тоа ќе бидат заштитени од нелојалната конкуренција.